Госпоѓица Лачковска, Македонија изминатиот период ја тресе голем скандал од невидени размери до сега, поврзани со аферата Рекет, од кој што до сега се приведени Боки 13, Зоки Кичиец и обвинителката Катица Јанева. Имате ли вие некои информации, плюс не достига ли некој што не е уапсен? Дали имате информации, дали е вклучен некој од дополнително од судската или пак од извршната власт? Па со обава криминална власт на чело на државата, Македонија без малку година и пол, цело време ја тресат афери. За жал, оваа последна афера Рекет е толку голема што другиве ги потисна. Некако како да се заборави за аферите во кои што слушавме дека навлегол генералниот секретар на владата Рашковски, градоначалник на Ново село, премиерот Заев некоја афера најави која што кажа дека ја спречил сменувајќи двајца директори, меѓутоа не разбравме кои се тие и така натаму. Меѓутоа, ова афера е од невидени размери досега не само во Република Македонија, и јас би рекла и пошироко, за ваква афера не сме слушнале да имало во некоја друга земја. Информациите кои што ги имаме и јас и ВМРО ДПМН се оние кои што ги има секој граѓанин на Република Македонија. Имено тие се информациите кои што ги добиваме од медиумите секојдневно и од јавното обвинителство. А бога ми, не се малку. Секој ден само нешто ново излегува. За жал, впечатокот е дека како да се зацкрива нешто со оваа афера, односно дека се зацкрива нешто со оваа афера и со документите кои што излегоја од исказот на Јордан Камчев, гледаме дека се споменуваат и други имења, меѓутоа за жал како да се тргаат настрана, односно како да сака да се води истрагата само парцијално. Така да останува деновиве да видиме што ќе се случува, меѓутоа јас имам впечаток дека власта како да сака да ја заташка целата оваа ситуација, односно како да сака да бидат амнестирани, скриени оние кои што биле главни во таа акција Рекет. Меѓународната заедница бара брза разрешница. Мислите ли дека со овој скандал, со прикривањето на делови од истрагата, ни е загрозен добивањето на датум што треба се случи сега во октомври? Јас би рекла не само меѓународната заедница, туку секој граѓанин на Република Македонија бара брза разрешница на овој случај. Меѓутоа, заклучокот е дека нема да бидеме сведоци на брза разрешница, имајќи го предвид фактот што веќе помина повеќе од месец дена, месец и пол дена кога беше веќе разоткриена аферата. Специјалната јавна обвинителка која што сега е во притвор месец дена беше оставена. Видовме дека и летуваше и одмараше, па се кажа дека ги бришеле податоците од нејзините телефони. Имаше информации минатата недела дека биле избришани податоци од компјутери од специјалното јавно обвинителство, така да впечатокот е дека сето сака да се заташка и последиците за жал се големи врз Република Македонија. Јас би рекла дека оваа влада на чело Социјалдемократскиот сојуз направи ршум буквално на секое поле. За добивање на позитивен датум за преговори потребни беа реформи во администрацијата. За какви реформи во администрацијата зборуваме кога сме сведоци дека секојдневно има реваншизам на политички неистомисленици, казнувања, бркање од работа. Последно еве гледаме најново име на извршната власт, луѓе ако не припаѓаат на нивната политичка опција, ги препраќаат да патуваат со километри, се изживуваат буквално врз луѓето. Потоа слободата на медиумите, еве. Деновиве сме сведоци дека веќе се најавуваат, можеби се поднесени, кривични пријави заради слобода на мисла на новинари. Слобода на изразување. Јас не знам дали некој медиум во изминатиот период се зафатил да види колку обични граѓани заради слободна мисла изразена на социјалните мрежи се повикани на распит во полиција, а добар дел веќе и парично казнети. Односно, како да сме вратени во времето на комунизмот,
различно мислење од она на мислењето на власта не смее да се каже. А кога зборуваме за добивањето за датум за отпочнување на преговори со Европската Унија, јас мислам дека мора да се спомене фактот дека за добивање на датум за отпочнување на преговори работеле сите влади претходно. Еден од врвните приоритети на владата на ВМРО беше и започнување, ВМРО-ДПМН беше и започнување на преговори со Европската Унија, и да не заборавиме дека ова е 11-ти ред позитивен извештај и верувајте, ништо подобар и со ништо поинакви забелешки од претходните забелешки што ги имаме. Токму и во изминатиот период, сакајќи да добиеме и да помогнеме како ВМРО-ДПМН да добиеме и позитивен извештај од Европската комисија и датум за отпочнување на преговорите, учествувавме активно во работата на собранието и во донесувањето на двотретински закони кои што беа важни за добивање на позитивен извештај. И она што можам да го кажам дека наша цел е влегување на Македонија во европското семејство, и во овој период и во наредниот период ние како ВМРО-ДПМН активно разговараме со нашите сестрински партии за да помогнат Македонија конечно да добие датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. Околу аферата Рекет, скандалот Рекет, дали, ако очигледно е дека гледаме цела постапка и истрага се пролонгира, ако вие како политичка партија гледате дека пробува целиот случај да се запошоти на некој начин, дали, не знам, веќе ги искористите вашите контакти или пак ќе побарате некој начин на меѓународна истрага, меѓународна арбитража за целиот случај? Како што и претходно споменам во нашиот разговор, веќе го потребам вашиот збор, веќе се забошотува целава афера. Со самото тоа што олку време се пролонгира и апсењето, и испитувањето на одредени луѓе, гледаме дека навистина сака да се забошоти целата ситуација. Катица Јанева, како специјален обвинител, сигурно не можела сама да ја, заедно со Кичеец и Боки 13, не можела да изведе цела ова операција, која што безмалку, пак ти речам операција, се одвивала сигурно повеќе од информациите кои што ги читаме од медиумите, се одвивала повеќе од година дена, сигурно без знаење на власта тоа не можело да се случи. Јас искрено сакам да верувам дека се уште и во судството и во обвинителството има квалитетни луѓе кои што си ја работат безпрекорно работата и кои што сакаат и оваа афера, најпрво заради доброто на Република Македонија, да се реши, и се надевам дека ќе вложат максимални напори тоа да биде така. Меѓутоа, едно е јасно, додека оваа криминална банда е на чело на државата, тоа нема да се случи. Имено тоа се гледа од обструкциите кои што се прават и притисоците кои што ги прават и во судството и во обвинителството целиот овој период. Повторно ќе речам, не само со овој случај, туку и претходните кои што ги наведов на почетокот од разговорот, така да во Република Македонија нужно се потребни предвремени парламентарни избори и промена на власта, доаѓање на гарнитурата на ВМРО-ДПМН, кој што се залага и ќе се залага како власт за отпочнување и функционирање на правото и правдината за секој граѓанин во Република Македонија подеднакво. Кога сме веќе кај правото, што е со новиот закон за јавно обвинителство? Има, и денеска има средба на работните групи. Истовремено видовме дека премиерот Заев и други институции бараат ВД председател на специјалното јавно обвинителство откако Катица Јанева ќе биде разрешена. Меѓутоа, начинот на кој што би се изгласал таков ВД јавен обвинител, бара и Советот на јавни обвинители да го помине, меѓутоа мислам дека треба да иде истата процедура како што беше и случајот со Катица Јанева и законот за СЕЈО да биде изгласано со двотретинско мнозинство во собранието. Дали поддржувате или пак ќе чекате договор за новото јавно обвинителство? Преговорите веќе траат подолго време. Зошто стават преговорите подолго време? Затоа што ВМРО-ДПМН настапи со јасни позиции и ставови, односно ние на
во Министерството за правда поднесовме еден закон кој што е исклучително квалитетен закон. Зошто го правиме ова? Мора да ги споменам неколку факти. Уште со почетокот на работата на специјалното јавно обвинителство, односно со првите случаи кои што ги започнаа, во ниту еден случај не беше запазен ниту еден меѓународен стандард, презумпција на невиност на луѓето, ниту еден меѓународен правен стандард, кој што сега се сите внесени во законот кој што ВМРО-ДПМНЕ го предложи. Зошто Социјалдемократскиот сојуз настапува цврсто да има ваков начин на избор на специјален јавен обвинител? Мислам дека е сосема јасно, затоа што, имено како што споменав, СЈО го донесе СДСМ на власт и СЈО ги одржуваше сиве овие години на власт. И сигурно како новинари сте забележале нешто што ќе го споменам, до пред едно 2-3 недели воопшто не се споменуваше закон за јавно обвинителство. Туку секогаш кога зборува некој функционер на Социјалдемократскиот сојуз, вели закон за СЈО. Затоа што бев на почетокот дел од преговорите, она што го забележав и што ми падна во очи е дека представниците на власта воопшто не се заинтересирани да има добар закон за јавно обвинителство. Нив не ги интересираат условите за работа на јавното обвинителство и на јавните обвинители во Република Македонија. Тие воопшто не ни сакаат да разговараме затоа што ние баравме подеднакви услови за работа за сите јавни обвинители во државата. За сметка на неколкумина да не страдаат останатите кои што, ако се земе, имаат многу повеќе работа, многу повеќе предмети отколку тие обвинители кои што се во специјалното јавно обвинителство. Имено постоечкиот закон за специјално јавно обвинителство е кристално јасен. Специјален јавен обвинител го избира Собранието на Република Македонија. Исто така, специјалниот јавен обвинител го разрешува Собранието на Република Македонија. Имајте го предвид фактот што во Советот за јавни обвинители членуваат исклучително квалитетни, со богата кариера зад себе јавни обвинители. Јас не верувам дека некој од нив ќе си дозволи да потекне, а не пак да изгласаат ВД јавен обвинител специјален, затоа што јасно стои дека ВД специјален обвинител нема. Специјален обвинител е еден, како што кажав, го бира и го разрешува Собранието на Република Македонија. Истовремено мора да напоменам дека тимот на јавни обвинители кои што работат со специјалниот јавен обвинител ги избира лично специјалниот јавен обвинител. Значи, тие се тим на специјалниот јавен обвинител и немаат мандат да работат по предмети самостојно, туку работат само со налог или подпис од специјалната јавна обвинителка. Така да на сите предмети кои што во моментов се водат, подпис има ставено само специјалната јавна обвинителка. И тука се поставува прашањето кој е кредибилитетот на овие луѓе во моментов да ги водат овие предмети, затоа што, повторно ќе речам, тие се личен избор на специјалната јавна обвинителка. Во моментов се одвиваат преговорите, јас се надевам дека СДСМ ќе се освести и повторно заради доброто на државата ќе го прифати предлогот на опозицијата, односно на ВМРО-ДПМНЕ. Овдека не смее да се злоупотребува фактот што тие го користат, а не е факт, велејќи дека овој закон е услов за отпочнување на преговорите. Ако се вратиме наназад до председателските избори, во ниту еден момент не беше споменато дека законот за јавно обвинителство е услов за отпочнување на Република Македонија преговори со Европската Унија, така да нема потреба од брзање. Законот за јавно обвинителство може да се донесе и по 15 септември, затоа што нас ни е потребен квалитетен закон и тука ќе зборувам не само за законов за јавно обвинителство, и туку и другите закони од правосудството, затоа што со отворањето на првото поглавје се отпочнува со преговори од областа на правото. Така да потребни се квалитетни закони и примена на тие закони.
Нема потреба од брзање, повторно ќе речам, потребно е донесување на квалитетен закон за јавно обвинителската служба и јавното обвинителство во Република Македонија. Покрај сите овие скандали и афери, реалните потреби на граѓаните на државава се изразуваат најчесто нели преку оние капитални инвестиции од буџетот, што денеска излеза податокот за првите 7 месеци дека искористеноста на средствата е мизерни 24,5%. Вие доаѓате од внатрешноста на државава, еве конкретно за патот Градско Прилеп. Неколку пати се почнуваше. Завчера премиерот соопшти дека е раскинат договор со компанијата која што го изведува и го гради. Барате ли одговорност? Сигурно дека бараме одговорност, меѓутоа она што е својствено за Социјалдемократскиот сојуз, не идуваме само на игнорирање. И она на што сме сведоци во ова скоро 3-годишно нивно владење е немањето на буквално ниту еден нивни проект, а камоли капитален проект. И овие мизерни 24,5 рековте проценти на реализација на капитални инвестиции веќе кога 7 месеци од годината се поминати, тоа години кога се месеци за работа, обично за градежна офанзива, не се искористени за реализација на капитални проекти, а многу ќе беше подобро ако и проектите кои што сега ги продолжија беа започнати од ВМРО ДПМН, ги продолжија на време, а не да ги кочеа со месеци и сега сигурно со една цел да ги прикажуваат како свој. Меѓутоа, јавноста, граѓаните знаат кој ги отпочна, кој работеше и кој ги остави проекти. Не е битно. Битно е да се сработат затоа што тие се во интерес на државата. Конкретно за проектов кој што ме прашавте, патот Прилеп Градско, тој е рак рана на цел наш регион, на Пелагониски регион. Уште во минатиот собраниски состав ние донесовме изгласавме кредит, значи обезбедени се средствата за изградбата на овој капитален, еден од најважните проекти за Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија и повторно ќе речам особено за граѓаните на Пелагонискиот регион од каде што јас доаѓам. И навистина е нејасно како дозволија и зошто дозволија компанијата која што го градеше, го имаше тендерот да си замине, односно да ја напушти Република Македонија. Допредено 4 месеци сведоци бевме дека се градеше тој пат, меѓутоа едно 4 месеци јас одговорно ви тврдам дека нема на патот повеќе ни работник, ни камион. Средства, кажав, дека се обезбедени за целосно за изградба на овој пат. Значи, владата на ВМРО ДПМН и минатиот парламентарен состав ги обезбедија тие средства и оваа влада ги има. Значи не требало да бидат пречка или ако е вистина ова што го слушаме дека се случува, дека на фирмата не исплаќале пари, па затоа и заминало, односно затоа го раскинале договорот кој што го имале со неа. И повторно се поставува и овде прашањето, и сигурно ќе има нешто за многу брзо време. Повторно се поставува прашањето кое што цело време ја следи оваа власт. Дали и за овој проект нема нешто задкулисно, односно дали за ова нема да се појави некаква афера. Јас мислам дека за многу кратко време ќе бидеме сведоци, за жал, и на овој исклучително важен патен правец ќе бидеме сведоци на постоење на некоја афера, затоа што слушнавме дека ќе распишувале повторно меѓународен тендер. Министерот за транспорт и врски вчера мислам дека изјави се надева дека ќе продолжи изградбата на патот. Останува само да се надеваме со овие луѓе и да се надеваме дека што побрзо ќе си заминат од раководство, да бидат раководство на државата, за да може Република Македонија да ја вратиме на вистинскиот пат и да го зачуваме она што може да се зачува, затоа што, како што кажав, веќе упропастија се на секое поле, и повторно да работиме и да ја градиме Република Македонија.